Добро вечер Македонија, добро вечер од Филипини. И што би рекле србите наши соседи, од овога брате нема даље. Ова е Боракај или задња станица на Филипини. Неверојатно место, неверојатна плажа. Огромно, ова сме на станица 1 се вика место ово каде што се наоѓаме сега. Ова е станица 1, а погледнете го ова. Заеди сонце за 1.000.000 евра. И сега да не искочи дека ви флексуем, ама да не е ладно у Скопје. Малца. 33-4 степена температура и народ кој што ужива. Еве ги. Боракај. Михаил. Еве го Максим. Изгорени. Премногу. Направени жарче. Ама луѓе, ова е неверојатно. Значи, плажава е 7 километра долга од Station 1 to Station 3 се до самиот брег, каде што се уствари и катамараните за Катиклан кои што возат или да го фатите авионот за да летате, да се вратите назад било каде, али ние летаме за Манила, па од Манила Куала Лумпур. Ама тоа ќе биде нешто подоцна, бидејќи не ни се напушта ова место, а имаме можност, среќа, да уживаме. Значи, видите ова сценографија која што само Бог знае вака да ја направи. Ова е сценографија од 1.000.000 евра, во која што не е вложена ниту еден денар. Нешто не е вложено, него се заработуваат пари. Неверојатна приказна се Филипините, неверојатна убавина имаат и разноликост, шаренилост. И можем да кажеме скриено богатство глобално. Минатата недела. До завчера беше, Михаил? Што? Кога ти беше последниот лет? Завчера? Завчера, да. Завчера. До завчера бевме на стадионот во Кларк, Нью Кларк. Да, не е Кларк, него е Нью Кларк. Им текнало на филипинците и прават она што ние го викаме Гринфилд. Видете го. Значи, буквално одзема здив ова зајди сонце, ова не е нормално. Едноставно стоите тука и се полните со енергија, со фотони, со позитивна енергија. А плажата, песокот. Ја имам две плажи во светот. Михаил, да. Имам две плажи во светот. Се испред. Имам две плажи во светот. Едната е Халикунас на крв и втората е доле на Рас Мохамед, Египет. Види сите бродови со сидра. Ама не се ни една десетина од ова. 7 километра брашно. Не е песок, ова е брашно. Воопшто не осеќате каменче. А водата неверојатна. Посебна перверзија е кога ќе дојде за Сабајле, негде кај околу 24 степена температура на вода, на воздух 22, значи потопле во вода отколку да сте надвор. Пацифик, преубав Пацифик. И кога ќе дојде за Сабајле, бидејќи нема ни ветер, нема движење, нема ништо, едноставно
водата спие. Толку е бистро, толку е чисто, да не ви се веруе. Да не ви се веруе дека вакви места уствари постојат. Покажи ги палмите на лево. 7 километри, 6,8 километри ја имате оваа сценографија, во која што во позадина имате барови во овој дел, Station 1, напред се баровите, а позади се хотелите. Ние сме на границата помеѓу Station 1 и Station 2, каде што она што ние го сакавме уствари да биде од прозор да ја гледаме оваа убавина, значи видик. Сега ќе стигнеме Diamond Edge, нашиот хотел, преубав. Значи нешто неверојатно. Овде имаш преубава храна. Сега цените ќе ми се наљутат многу и не би ни сакал да споредувам со Охрид. Ама наш златен преубав Охрид е у најмала рака 5 пати поскап него тоа што го добиваме ние овдека. Или мраз со манго. Не мраз со манго, свеж кокос. Свеж кокос, да, управо си, Михаил. Колку е свеж кокос? 25 денари. 25 денара е свеж кокос. Се качуваат по палмите, го сечат со машети, го отвараат и стават цевка. 25 денари. And you're ready. И тоа чини 25 денари. Кај нас за 25 денари Охрид не знам дали нешто воопшто може да се купи, а не кокос, да пиете кокос. Да имаш чунга-лунга на парче, може и ке джвакавме нешто. Храна преубава, палачинките се негде као 80 денара. Джолиби кој што е пандан, уствари Макдоналдс единствено ја губи трката во фастфуд во Филипини. Филипинците имаат нивни бренд, се вика Jollibee. Имаат стварно уникатни бургери комбинирани со deep fry компир. Ти си фан на тоа, Михаил, ја не сум до душе. Што има се? Па имаат као цели големи оброци со пилешко, можеш и оброци со шпагети и ориз. Цел оброк за да те најаде, како доручек. Ручек, вечера. А моето ми синче мало, лепотанче, чека да го видам вака на залез, на Санрайз. Он си јаде како тато. Кркаме месо, стекче или чизбургер. Па после го ќе ме прашат, абе си качил килажа, не? Ке му ја мислам. Полно со активности, до душе, да бидам искрен, доека не дојде зајди сонце или до пред половина час, немаше толку народ, имаше, ама немаше толку. А сега, ова е неверојатно. Наместени стативчиња е технологија што прави. Ја оно што сакам да го пренесам. Да се види оваа убавина, ја прават сите. Сликаат, снимаат, сакаат да сочуваат парче. Ние неколку дена, ова е втор ден, впиваме од убавинава, ниту сликавме, ниту ништо, е прв пат да уснимаме нешто, за да се пренесе оваа убавина, бидејќи после Индија и после други дестинации кај што бевме и Тајван и секаде, луѓето сакаат да видат убави места. А ова е, еве, теткица мисли дека е сирена. То сирено. Да, а Дончиć слика. Дончиć се пупи, а сирена, ајде да не кажам што му прави здрав мозок, ја слика цел ден.
Таа килажа вре треба да се услика, не е зебанци. А ова се вика Вили Рок. И е многу позната и цената. Најпозната атракција на самата плажа, така е, Михаил. И има како мала тераса и на неа има како мала црквичка. Многу убава. Да одиме или? Па ќе идеме шо? И обично ние обожаваме да се бањаме баш дека у средина. Баш дека у средина. Може да замислите како име на мажите да дојдат овдека со жена. Има да сликаш бато од сабајле до вечер. Да имаш PlayStation, ама без далинско. Има бато да сликаш. Значи види, па ова е мука бато. Види, на секој ќош легнати, нагузени, искривени, а мужите јадни шкрапат и бришат. Ајуше еднаш, ајуш три пати. Сонцето отиде, они уште штракаат. Жена, кај ќе задоволиш? Така да... Да, вистина, преубаво. Пуно е местово со корали. Утре идеме на скуба дайвинг. Врек дайвинг, имаат прекрасен врек. Че имаат еден потонат брод и еден потонат авион. И ние утре идеме со Михел и Максим Жахусто да го истражиме тоа. Опрема изрентавме, се е спремно, се не чека. Малку неопремно нас ке ставиме утре и текче некое. И одиме... евеа. Ова е неверојатно. Да ти е непријатно да влезеш у вода, да се бањаш, пошто како дојде Светов, погледнете. 90% сликаат, 10% уживаат у вода. Меѓу кои јас, кретен. Не сум осамен во светот на идиотите, ама ова стварно сакав да го пренесам, пошто е... А видете го. А дали е реално? Дали е ова реално? Како е направено? Водата. Кога сме кај водата? Ребра. А убавината на местото. Само што ова, зошто се уште може да ги најдете секаде, овие корали? Може да ги најдете секаде овие корали затоа што не смеете да ги изнесете. И луѓево, кога слетуваат во Катиклан, добиваат известување дека доколку ве фатат, со корал во багажот, ви следуе сериозна казна. И нека е за многу години. Она што е интересно, зашто има денеска толку народ. Иначе среќна нова година, или Happy New Year for all my Chinese friends. Денеска е кинеска нова година. Започна годината на коњот. Почиња конјце? А беше? Не. Свиња. Да. Свиња. Да. Неверојатен поглед. Чекај дали има навака веќе готово, отиде зајди сонцето. Ја пошто до сега имавме состанок, закаснив ова малце, ама нема врска. Карпите на секој. Неверојатно. На самата карпа одгоре. И не случајно ставиле како се вика не ја ставиле Богородица тука.
Како што и приказната за острог, не знам колку ја знаете, него виновата лоза не расте од земја на острог, туку од карпа и не знаат како и таму обстојува многу години. Да не лупам глупости колку години, пошто заборив. Опа, стареам. Или толку многу работи се случуваат што веќе имаме инфлација на настани. Тоа е тоа. Ево, дека се моткаме цел ден. В принцип со Михел и Максим сакаме првите кока-коли и кафе. Не пиеме кафе, не сме фанови, ама ради доживљај. Рано са бајле. Да бидеме ин. Пошто дека има и Starbucks, има и... Како беше на сокровнине, што го сакаш ти? Crispy Cream. Crispy Cream, тоа е амерички бренд. И сега не можеме да си изненадеме Crispy Cream и Starbucks. И малце фенси са ние, селјаци од Драчево, кога ќе дојде селјак од Драчево, како викат, кад се селјак по кондури, пие Starbucks и јаде Crispy донатс. Тоа е тоа. Живот. Живот, ама убав. И затоа имаме секдека цао ма, имаме еден куп Вошанг јао бинг чилинг, имаме еден куп хао хао, имаме еден куп кинези. И супер им идејата, за нас не ни одговара, бидејќи за наша нова година овдека е малку врнежливо. Така да почната е Цел шоу со змеј во еден супермаркет. Само обичен супермаркет во Green Hills Mall. Green Hills, да, тоа не беше супермаркет, тоа беше Hyperion маркет. И внатре ради нова година шетаа змејови. Кинеска кинеските змејови, да, не вистински. Јас си верувам во чуда и во такви приказки, може има и змејови, ама овие беа од хартија направени, али беше спектакл. Ти сине, уште ли веруваш у Деда Мраз? А толку овие дрилици што си ги возикаат одека, каков шмек му даваат на целото, на целава оваа панорама, тоа е нешто неверојатно, видете го. Тоа е оно што ме прашуваа кај мене кога ќе ги летавме странците. Викаат, зашто Охридско езеро е празно и нема никакви активности? И кога ќе ме прашаат такво нешто, вие не знаете што да им одговорите. Али Боракај, сите оние што сакаат да посетат нешто ново, нешто различно, им го препорачувам Боракај. Освен картата, али тоа ако знаете добро да изменаџирате, да летате Скопје, Истанбул, Истанбул, Сингапур, ќе ве кошта некаде 500. Ова го зборам, ова треба се да знаете како да го изменаџирате. Треба да имате малку поише искуство у патувањата. Ако добро го изменаџирате за 580 евра, 574 евра мислам дека има летови до повратна карта до Сингапур. Ако ќе стигнете во Сингапур, конечно и ние го направивме, а се враќаме преку Куала Лумпур и ќе ја посетиме Куала Лумпур за назад. Од таму веќе картите се, ајде да кажем, као наш визер, па може и посмешни. Да сите овие овдека дестинации, да ги посетите овие островчињата, а ние бевме на неколку места, значи бевме Манила, бевме Кларк, сега сме Катиклан, па Боракај. Пошто Боракај нема аеродром, туку мора да следате на Катиклан, па од Катиклан после тоа со специјални бродови, speedboats, ве носат на Боракај. Може да го изменаџирате со некои 800 евра повратна карта. Ако ќе дојдете со тие 800 евра повратна карта, хотели, ресторани, храна,
Тоа е, верувајте дека ќе ве чини веројатно и помалку од буџетот што за тие денови го потрошиле дома. Сега започнуваат џурките тука. Сега почињаат, да, кафе баровите. До сега немаше. Многу интересно Борака и тоа стварно ми се допаѓа. Нема никаква преку ден, значи не смее да има музика. Не знам до колку саат кога почињаат, зашто сега почна да ga ламат, да 6 саат. Сега почна да ga ламат сите. Значи до 6 саат не смее никој да ви досаѓа. И овдека нема цигари, нема пикавци у песок, нема прљаво. Нема ништо во песокот. Нема канти, нема прљаво. Значи извонредно чисто, извонредно средено. Хотелите се ориентирани на бизнис, ви даваат пешкири, ви даваат кебиња за на плажа. Значи направена е една поинаква вистинска туристичка приказна. Не wannabe туризам, нешто ние сакаме да го правиме. Кебиња лево. Ево, ова е све од хотел. Овие кебиња, кокосите, овие уживаат одека нема 1000 денара маса. Све ова 150 денара, 100 денара, 150 денара. 200 денара. Тоа е странските пива се по 100 денара, наши 100 денара. Страшно е, да. Овдека нема лежалки, не се изнајмуваат. Има лежалки хотелски, се е фри, можете и како гост од надвор да дојдете да седнете, никој ништо да има да ви каже. Нема да ве брка, да летаат боксови и такви работи. Френдли, питомо, без никакви. Да, и е забрането да се пуши. Една од причините зашто нема ни пикавци. Значи, ако ве фатат било каде да пушите, она има многу интересна гледка со вейпови, се кријат како криминалци, околу ја мотаат главата, под крпа и таму као по малце чуркаат, по малце дувкаат од вейпот. За да не ги фати никој. Неверојатно. Михаил и Максим уживаат. Само да знаете, се одлучивме пешки, ама после да одиме на плажата. И додека шетавме, дека 3 сати поминале, и сега додека се враќаме, гледаме да пуштени се тука папучите. Да. Никој овдека може да оставите се, верувам и со мобилен телефон, да не ги нашите папучи. Пошто нашиот хотел е овој. Ние сме уствари Diamond, Water Edge. Ено хотелот и овдека е нашата соба, прв спрат. Само треба по скали да се симнеме, тоа е проблем. Ова баш у средина е нашата соба и вола! Да. Нека ги, шо? Папучи. Кој ти зима папучи, гледаш? Овдека имаат повисока цел. Луѓето имаат цел да се дружат, а не да собираат туѓи папучи. Тие тиго додори да гледат Horizon. И туризам, и менталитет, и се. Дечки, памет у глава, ако сакаме да не биде. Така е, преубав. Едниот лепотан. Еве го Максим. А сега почињаат забавите, да? Па има, како се вика, перформери по плажа, има се и се што. Продаваат ласери, мастери. Thank you. Minecraft научари. Не ни треба тоа. Треба одмор и мир. Ние ќе останеме до сабота да одмараме. Па се гледаме.